Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Народот зема плата од минималец, односно 15.000 денари или воопшто не зема заради корона кризата, здравствената и економска криза. Функционерите на СДСМ земаат плати од илјадници евра, ама молчат и ги игнорираат прашањата на граѓаните. Додека заеви купуваат луксузни вили, директорите на СДСМ земаат илјадници евра плати. Повторно сакаме јавно да прашаме и да подсетиме уште еднаш за висината на платите на функционерите од редовите на СДСМ, иако тие молчат и сакаат да ја скријат висината која што ја земаат платата од народните пари, односно од парите на граѓаните. Денес повторно ќе опрашам личниот пулен на Зоран Заев, тој е претседателот на регулаторна комисија за енергетика Марко Бислимовски, за висината на неговата плата. Бидејќи Бислимовски упати јавен демант и барање за извинување, и преку медиумите, но и до мене лично, а молчи и не кажува јавно на граѓаните колка плата зема за неговата работна обврска, а тоа е да им ја поскапи струјата на граѓаните. Не само што нема да се извинам бидејќи го праша во името на граѓаните, туку ќе опрашам уште еднаш и јавно барам да им се извини на граѓаните што молчи неколку денови за висината на неговата плата. Јавно прашуваме уште еднаш колкава плата зема Марко Бислимовски како претседател на регулаторна комисија и како човек кој по наредба на Зоран Заев им ја поскапи струјата на граѓаните во ек на економска и здравствена криза. Дали Марко Бислимовски зема плата околу 2000 евра? Ако Марко Бислимовски вели дека не зема 130.000 денари плата, тогаш зошто не каже јавно на граѓаните да ги извади јавно платните изводи, бидејќи е функционер и велат дека се транспарентни како влада, еве има шанса да се покаже дека е транспарентен и да им покаже на граѓаните колкава плата има земано изминативе година дена. Не повеќе, еве, изминативе година дена. Внимавајте, зема плата од илјадници илјади евра, а ја покачува струјата на граѓаните. Зема плата од парите на граѓаните и им ја покачува струјата на граѓаните. Зошто? Дали е тоа за да има огромни плати за директорите предложени од СДСМ? Еве уште еднаш јавно да прашаме, дали Томислав Тунтев како директор на Агенција за цивилно воздухопловство, инаку кадар на СДСМ, претходно и пратеник на СДСМ, зема месечна нето плата од околу 3000 евра или месечна нето плата од околу 180.000 денари секој месец. Еве сакаме и јавно да прашаме, дали директорот предложен од СДСМ во јавното претпријатие за стопанисување со јавен стамбен и деловен простор, инаку познато народски помеѓу граѓаните како ПУИК, Кристијан Трајковски, зема основица плата над 75.000 денари плюс бонуси и додатоци вклучени во менаџерскиот договор. Колкава е целата сума на менаџерскиот договор на директорот на ова јавно претпријатие кое тоне во долгови и е практично пред пропаст? СДСМ и директорите на МЕПСО се уште молчат дали земале, односно се уште зема плата директорката на МЕПСО Шуклева во висина од 110.000 денари секој месец. Зошто СДСМ, Бислимовски, Тунтев, Шуклева молчат за висината на нивните плати? Зошто не се транспарентни и да ги покажат јавно? Дали молчат поради срамот дека граѓаните овие месеци земаат минималец или воопшто не земаат плата од приватните компании, а тие земаат полни плати во висина од илјадници евра? Фер е народот да знае колку и плати земаат кадрите на СДСМ, додека државата тоне во сиромаштија и додека граѓаните едва и земаат минималец или воопшто не земаат. Од една страна тонеме и крахираме како држава на секое поле, од друга страна функционерите на СДСМ земаат огромни плати и се богатат. Деновиве граѓаните ќе имаат прилика да дознаат уште повеќе за луксузот на функционерите од СДСМ и власта. Благодарам, повелете прашања на темата или надвор од темата. На функционери што земаат
огромен износ на плати и дали имате намера како опозиција да го поставите тоа прашање во парламентот, да се сменат тие закони за привилегии, за други погодности што ги уживаат одредени функционери? Видете, во однос на платите на функционерите, колкав е бројот на платите, граѓаните ќе дознаваат во наредниот период. Еве да оставиме да дознаат граѓаните наредниот период, ние јавно ќе ги изнесеме сите енормно високи плати кои што ги земаат од државата функционерите на СДСМ, практично од парите на граѓаните. Во однос на привилегиите кои што ги имаат овие функционери на СДСМ, и повеќе од јасно е дека не само државните привилегии, туку уживаат и други привилегии, како на пример огромен број од функционерите на СДСМ кои што беа во власта, и не се повеќе и оние кои што се уште некоја стана во власта, ја имаат привилегијата да Зоран Заев ги штити од криминал. Како? Ние вадиме афера, граѓаните дознаваат за аферата, вадиме документи и докази дека имаат криминален скандал, но нив мува не ги лази. Она што е уште полошо, нив не ги лази мува затоа што знаат дека нив јавното обвинителство нема да им поведе постапка и ќе ги заштити. Јас би сакал да разговарам за тие привилегии кои што Зоран Заев им ги нуди. Ги штити од криминал и ги штити буквално на секој можен начин. Во однос на другите привилегии државнички, ние сме говореле на таа тема, тоа задоволство ќе им го оставам на пратениците, бидејќи нивна работа. Благодарам. Друго прашање? За законот за потеклото на имот од вчера. Добро. Сметам дека тоа е многу битно прашање со оглед дека и антикорупцијската комисија мислам дека го предложи како опција тоа прашање. Дали ќе вие подхитно како опозиција ќе го поставите тоа прашање или ќе се чека други приоритетни? Мислам дека антикорупцијската комисија работи само не ја работи својата работа. Зошто го велам ова? Ова го велам затоа што антикорупцијската комисија работеше на случаеви нарачани од Заев за претседателот на ВМРО ДПМН, за функционери од ВМРО ДПМН, но метафорички искажано, во ниту еден момент не го видоа слонот во нивната соба. Зошто го велам ова? Па еве, основен податок кој што им го дадовме вчера и јавно прашавме, а беше изнесен и во странски медиуми, тоа е имотот на Зоран Заев во странски држави. Зошто не се довлесни и наместо да делат демагогии како треба и што треба, зошто не отворат случај да испитаат дали Зоран Заев и негови блиски, дали преку семејството, дали исповрзани партнерски фирми на семејството, имаат имот во Грчка кој што чини неколку милиони. Но ќе ви кажам зошто е така, затоа што Зоран Заев ја команда и антикорупцијската комисија. И затоа преку нарачани, полесно е да работат на нарачани случаеви преку Зоран Заев, наместо да работат против мафијата на власт. Во однос на законот за потекло на имот, ние јавно кажавме дека тоа за нас е приоритет и се уште е приоритет и ќе биде поднесен таков закон, но не само за функционерите кои што во моментов се на власт, туку да се почне со сите оние луѓе кои што имале јавни позиции, јавни функции од 90-тите години па до денес. Да се стави еднаш за секогаш крај на криминално стекнување на имот. Апсолутно за поширока, не само за правосудниот, туку и за сите политичари. Тука се ставаме и ние како опозиција, тука се ставаме и луѓе кои што никогаш не биле на функции, но се бават со политика, имаат политички функции, така да апсолутно за сите, без разлика. Позиција, опозиција, бивши, сегашни, актуелни функционери, апсолутно за сите политичари, но и други јавни избрани, именувани функционери. Од другите опозициони партии за овој проект? Дали сте разговарале на таа тема? Во однос на она кое што можеме го чуеме како политичка партија во текот на кампањата, сите
политички партии декларативно се залагаат за тоа, но тие немаат искрени, вклучително власта, тука говорам за власта, немаат искрени намери, затоа што тие се тие кои што имаат сомнежи и сите очи се вперени кон нивните функционери за оваа работа, односно стекнување на имот непропорционално со висината на нивните примања. Затоа пак уште еднаш ќе кажам, од таква партија на власт, декларативни се тие заложби, не се искрени, не се честни. Но, ние уште еднаш кажувам дека разговаравме кај нас, заклучивме и тоа е наш приоритет, дека потеклото на имот за сите јавни функционери, за сите политичари, за сите именувани лица на јавни функции преку законодавниот дом или владата, треба од 90-тите па до денес да биде истражено и едноставно да се прикаже во јавност. Да се чека момент, тоа е работа на правниот тим и пратениците. Веднаш штом биде поднесен ќе бидат известени вие медиумите, бидејќи се работи за комплексен закон кој што треба практично да биде сузбивање на сите овие, да речам, повеќе мафијаши на власт отколку политичари кои што работат за добробитот на граѓаните. Земји ваков закон постои? Дали имплементиран? Апсолутно, тоа е работа на тимот кој што го изработува законот. Веќе има направено компаративни анализи каде, во која земја, на кој начин се работело ова, доколку се работело, но како што реков, тоа ќе го оставам за моментот кога ќе дојде да се поднесе ова барање до законодавниот дом, каде што ќе биде образложено од луѓето кои што учествува во создавањето на ова. Доколку нема други прашања од тука од прес салата, би сакал да одговорам на прашања поврзани кои што ни ги поставија преку електронскиот имејл во прес-центарот. Би замолил само за трпение и внимание, бидејќи се повеќе прашања. Прво прашање, коментар за пописот, ова ќе го одговорам збирно, да не читам поединечно секое прашање од медиумите, бидејќи сите се интересира за ова прашање како едно од поглавните теми на денот. Би бил многу прецизен и би рекол вака: пописот треба да биде статистичка, а не политичка операција. Досега власта нема консултирано опозицијата за вака суштествено и стратешко важно прашање на земјата. Пописот не треба да се спроведе во зависност на политичките интереси на власта на Зоран Заев, туку со почитување на европските критериуми за попис пропишани од Евростат, која што е институција за вакви дејности во Европската унија. Таков попис кој би одстапувал од утврдените критериуми спроведувани од напредните европски земји, ВМРО-ДПМНЕ нема да го поддржи. Ако и овој попис пропадне, а се одвива без консултација со опозицијата, повторувам, се одвива без консултација со опозицијата, како и досега, целосната вина ќе биде единствено на власта. Благодарам. Сега одиме на второто прашање. Прашање од телевизија Телма, коментар за ситуацијата со корона кризата, бројките секојдневно растат. Вака, неколку пати ВМРО-ДПМНЕ, да не речам континуирано, од почетокот на пандемијата до денес, потенцира и укажува дека оваа влада на Зоран Заев и овој министер, кој што го предводи Министерството за здравство, Венко Филипче, нема капацитет да се справи со корона кризата. Зошто го велиме тоа така? Најпрвин, болниците секојдневно се преполни. Медицинскиот персонал, кој што јавно кажува на клиниките дека доживува мобинг, јавно излегува, се жали, дава откази на работа, што не сме и не може да се случи во ваква пандемија, вработени на инфективната клиника да даваат отказ заради тоа што не можат да издржат повеќе на работа. Тоа не е прашање на пандемијата, тоа е прашање кое што го засега директно и лично министерот. Што значи дека
нема капацитет да менаџира со овој проблем во корона пандемијата. Навистина е загрижувачка ситуацијата, бројките се огромни, не се спроведуваат мерките онака како што треба и како што се пропишуваат, туку државата за едните е маќа, за другите е мајка, вклучително гледаме дека дискотека во Струмица, блиска до семејството Заеви, континуирано во ек на пандемијата работи, додека сите други дискотеки не работат, само затоа што Заеви ја штита таа дискотека, и тоа е потенцијален кластер и тоа се гледа согласно бројките кои што растат. Подоцна, би сакал да потенцирам дека кога се прогласи победа врз пандемијата, тоа беше месец мај. Тогаш имаше некаде околу можеби 2000 или нешто повеќе од 2000 заболени. Толку и беа предпоставките на Венко Филипче. Сега, после 5 месеци, 6 месеци, откако се прогласи победа, имаме 20.000 заболени од корона од корона пандемијата во Република Македонија, или 10 пати повеќе од кога владата гордо излезе на пресконференција и прогласи победа. Сега имаме над 770 мртви. Дали во владата се запрашале дека 770 семејства изгубиле по еден свој близок? Нормално дека воопшто не име гајле, тие во таа корона пандемија и криза, во вонредната состојба, единствено што им беше важно, сакаа да профитираат преку народните пари. Сега, как би сакал да потенцирам и заклучам дека Венко Филипче е човек без срам, кој што не знам што уште треба да се случи за да си даде оставка. Што треба да се случи да починат, не дај Боже, над 1500 луѓе од корона кризата во Македонија? Не, напротив, треба веднаш да си даде оставка и да го препушти местото на некој што знае. Благодарам. Одиме на трето прашање. Што предлагате, телевизија Канал 5, што предлагате како измени во изборен законник за локални избори и дали прифаќате отворени листи? Веќе неколку пати имам одговорено и јасно и партијата на ова прашање. Подготвени сме да разговараме буквално за сите опции, да седнеме на маса и да разговараме, но нема таква иницијатива од власта. Она кое што сакам уште еднаш да го потенцирам, за овие локални избори веќе јавно излеговме со предлог, тоа е да има само еден изборен круг. Така да власта е на потек, власта е таа која што треба да покаже иницијатива. Благодарам. Четврто прашање. Телевизија Сител. Маричич најави работна група за измени на закон за јазици во која ќе учествуваат и пратеници од сите партии. Кои ќе бидат вашите предлози за овој закон? Морам да потенцирам дека конечно, после подолг период, власта сама призна дека законот за јазици, кој што го предложија практично изгласа во Собранието на Република Македонија, не бил уставен. Тоа им го покажа и Венецијанската комисија. Тоа го тврдеше и говореше ВМРО ДПМН и експертите од ВМРО ДПМН за уставно право подолг период. Но, како и секогаш, оваа власт беше глува за сето она кое што се сугерира од страна, им беше полесно за политички договор и за политички поени да го прекршат уставот и законот и да тераат спротивно на тоа. Денес, со оваа иницијатива која што практично ја изнесува јавно Маричич, потврдува дека законот им бил неуставен. Во однос на нашите предлози, ние веќе неколку пати имаме кажано, тоа го кажавме и веднаш откако беше вратен законот, односно забелешките на законот од Венецијанската комисија, кој практично закон после изгласување беше пратен во Венецијанската, требаше претходно, што е уште една потврда дека знаеле дека не им чини законот, но сакале политички да го поминат. Така да ние тогаш ги кажавме нашите забелешки, исто така бараме почитување на забелешките од Венецијанската, но ова би го оставил на пратениците од ВМРО ДПМН, каде што имаме еминентни професори
на правниот факултет кои што можат повеќе да говорат на оваа тема. Сакам уште еднаш да потенцирам и заклучам дека со оваа иницијатива Маричич прифати сето она што го говореше ВМРО ДПМН изминатиот период, дека тој закон кој што го предложија до собранието е спротивно на уставот и законите. Со ова покажува дека ВМРО ДПМН беа во право. Благодарам.